Ако власта го имаше она што тврди дека го има 80 пратеници за уставните измени, нема што секојдневно да ја повикува опозицијата да го поддржи овој процес, сметаат познавачите. Во оваа ситуација Димитар Ковачевски и Бујар Османи не се во позиција да поставуваат рокови, бидејќи сами ги прифатија условите кои ни доаѓаат со францускиот предлог. Според аналитичарот Синиша Пекевски, владините потези последниот период наликуваат како тие само да сакаат да покажат пред јавноста дека нешто работат. Не ја разбирам нивната потреба се тоа да го наметнуваат преку јавноста, затоа што пред известно време излего и кажа дека имаат 80 пратеници. Ако имате 80 обезбедено кворум од 80 пратеници кои би ги изгласале уставните промени, не гледам зошто они тоа би го инсистирале во јавност и го протежираат. Мислам дека се тоа дневно политички работи кои ги даваат во јавност, се со цел да се покаже дека нешто се работи. Јасно е дека главна цел на власта подлог период е изгласувањето на уставните измени, а според Пекевски, доколку евентуално не успеат во тој процес, би требало самите да понесат одговорност. Сепак според него тоа сценарио нема да го видиме. Има некакви тонови придвижувања од опозицијата дека се спремни за разговори за промена на уставот, но реално јас не мислам дека има простор да се смени заради тоа што нема волја нити кај пратениците, нити волја има во јавноста за овие промени, затоа што гледаме дека притисокот кој го врши Бугарија е тотално ирационален и воопшто не доликува на европска земја која протежира дека има европски вредности. Власта предходно во повеќе наврати се фалеше дека имале 80 пратеници за изгласување на уставните измени. За сега министерот за надворешни работи Бујар Османи да каже дека тек сега се работело на убедување на опозицијските народни избраници. Ние работиме на две паралелни патеки. Со опозицијата во целина и се разбира со пратениците во собрание како се отвара јавната дебата таму низ комисии и така натаму. Инаку опозицијата е цврста на ставот дека уставни измени под овие услови за нив се неприфатливи. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски понуди поддршка за нивно изгласување, но само доколку истите влезат во сила при влезот на државава во Европската унија.